Колку пати сме се запрашале? Ако се сакаме, зошто се расправаме? Зошто токму со личноста што ни значи најмногу, најлесно влегуваме во конфликт? Дали љубомората е доказ дека ни е грижа? Или сигнал дека нешто во нас не е до крај сигурно и стабилно? Во секоја врска постои динамика, блискост, доверба, страст, но и страв. Страв да не изгубиме, да не бидеме заменети, да не бидеме повредени. Љубомората најчесто се појавува токму таму каде што има силни емоции. Но прашањето е дали таа ја зајакнува врската или ја разнишува. Некои велат, ако нема љубомора, значи нешто не е во ред. Други пак веруваат дека вистинската љубов значи доверба и мир, без контрола и сомнеш. Па каде е границата? Колку љубомората е нормална човечка реакција, а кога станува токсична? Дали расправиите се знак дека се грижиме и се бориме за врската? Или показател дека не знаеме како здраво да ги истакнеме своите стравови? Љубовта не е само емоција, таа е избор, комуникација и зрелост. А љубомората? Таа е чувство кое што може да не научи многу за нас самите. Понекогаш открива колку ни значи некој, понекогаш открива колку треба да работиме на сопствената самодоверба. Денеска во градот Скопје ќе збориме на темата љубов. Зошто не се разбираме ни кога се сакаме? Дали љубомората е знак на љубов или знак на несигурност? И зашто во една љубовна врска се расправаме за оние ситници и мали работи, а уствари нас не боли нешто друго? А дали љубомората е доказ на љубов или несигурност? Па повеќе на несигурност, би рекол. А зошто се расправаме за оние мали ситници, а уствари не боли нешто друго во една љубовна врска? Па бидејќи гледам од негде да почнеме валјда со расправијата, со конкретно со карањето. А зошто не се разбираме и кога највише се сакаме? Тоа валјда можеби не се сакаме од толку. Па не би рекла дека од љубов, него од несигурност. Човек кој има доверба во својот партнер или дечко, девојка или било како, значи не треба да постои љубомора, треба да има доверба. А зошто не се разбираме и кога се сакаме? Па не мора секој да има, секој си има свое мислење. Значи треба да има компромис, така? А зашто во една љубовна врска се расправаме за оние некои мали ситници, а уствари не боли нешто друго? Тоа не би знала да кажам. Веројатно на секого нема е денот, па и за некоја мала ситница избумно. Инаку би рекла дека за секој едно нешто, ако постои љубов, треба да има разбирање, треба да има компромис и така. Дали љубомората е доказ на љубов или несигурност? Па и така може да се земи. И љубов и несигурност. А зошто во љубовната врска се расправаме за ситници, а не боли уствари нешто друго? Па зошто? Веќе скапотијата го прави тоа, синко. Затоа луѓето више се нервозни и несигурни у ништо. И затоа ова се случува. А зошто не се разбираме и кога се сакаме? Па пак ќе речам, парите се прашање. Дали парите се главна мотивација на една љубовна врска? Па до негде да, кај младите да, кај постарите не. Значи изгубени се тие некои стари вредности. Да. А што би им препорачале на младите кои се сакаат? Младите да бидат пострпливи, дека животот е тој, мора да се тера. Дали љубомората е доказ на љубов или несигурност? Па доказ на љубов. Зашто мислите така? Па колку повеќе се искажува љубоморноста, без разлика од која и да е страна, значи има љубов, постои љубов. А зашто не се разбираме кога се сакаме? Тука веќе под прашање друго, па не се разбираме. Зависи кој како. Јас се разбира потполно со мојот сопруг. А зашто во љубовната врска се расправаме за ситници, а уствари не боли нешто друго? Се расправаме за ситници.
Па, така како одговара, зависи на кого како одговара. А зошто не се разбираме кога се сакаме? Затоа што премногу бараме еден од друг. А зошто во една љубовна врска се расправаме за ситници, а уствари не боли нешто друго? Затоа што не знаеме да искажеме што не боли. А зошто не се разбираме кога се сакаме? Па не знам што да ви кажам, зашто не се разбирам. Може егото, може што да ви кажам. А зашто во една љубовна врска се расправаме за оние ситници, а уствари не боли нешто друго? Па може не можеме да го смениме тоа кај партнерот, кај партнерката и се расправаме за глупости. А вистината останува во нас, не сакаме да кажем. Фала ти. Љубомората е знак на љубов или несигурност? Љубов. А зашто не се разбираме ни кога се сакаме? Може би затоа што си да сме различни. А зашто во една љубовна врска се расправаме за оние ситници, а уствари не боли нешто друго? О, реално не знам. Сингл човек тука. Дали љубомората е знак на љубов или несигурност? На љубов, сигурност. А зашто во една врска се расправаме за некои ситници, а уствари не боли нешто друго? Не знам што да ти кажам, не знам. А зашто луѓето и кога се сакаат не се разбираат? Точно, треба слога да има, да се сака, да се разбираат. Ако не се разбираат, ништо тогаш. Тогаш иде на лошо. А што за вас представува љубов? Љубов у наше време била многу голема љубов, ама сега нема толкова љубов. Што е причината заради тоа? Јас ми се чини причината е што многу се задоволни сега од дома, пуштени, што сакат да прават. Ќе рече некој се смениле времењата. Не времењата се смените, времењата се исти. Само луѓето не слушаат, постари, што сакат прават. Тоа е, друго немам што да ви кажам. Заклучокот можеби не е црно-бел. Љубомората сама по себе не е ниту добра, ниту лоша. Се зависи од тоа како ја носиме и како ја претвараме во разговор наместо во расправија. А вистинската сила на една врска не се гледа во тоа дали никогаш не се караме, туку во тоа како се разбираме и се враќаме еден кон друг, дури и по најтешките разговори.